Dobro večer, počitувам кавадарци! Како што очекувавме, така и ова вечер на 17 октомври, нашиот празник за кавадарци. Нашиот празник за кавадарци, каде што масовно испаднаа кавадарчани на гласање, со над 20.521 луѓе во една природна атмосфера, како што доликува на кавадарци, како што доликува на домачини луѓе. Само сакам пред се да заблагодарам на Општинската изборна комисија за транспарентноста за нивната работа, да заблагодарам на сите служби кои што беа инволвирани во овие локални избори во Кавадарци, мирни, достоинствени, како да не е избори, како да е празник, а тоа било само поради една причина. Граѓаните на Кавадарци денеска ме оврзаа како никогаш до сега. Ми дадоа многу тешка обврска, многу тешко доверие, многу тешко поверение. 15.000 гласа! 15.000 гласа наспроти неполни 5.000. По проценти изразено 75% на 25% од излезеност. Луѓе, тоа е многу големо доверие. Верувајте дека покрај мојата храброст и покрај моето чувство и еве втор мандат, мислам дека од радост цела стага ми трепери ради големото доверие. Доверието не е мала работа. Обврската е моја, на ВМРО да помане, на коалицијата, да ова што ни го дава кавадарчани денеска ние го оправдаме. Ова што треба да го оправдаме исто како да мајка што те родила и изгледала. Дури и повише од тоа. Три недели водевме кампања, беше претходно 4 години работевме, сработивме за Кавадарци. Сакам да ги поздравам сите оние што беа во кампања, нашите сопартници, нашите пријатели, симпатизери, граѓани, носителот на листа доктор Рамов, целокупната листа, нашиот председател и сите што беа тука инволвирани, многу луѓе кои што ветерани, умаса, значи сите дадоа се од себе, а пред се кавадарчани го препознаа тоа, ја поддржаа максимално и листата на 2:1 на нивната листа. 2:1! Јас сакам тука, еве пред медиумите и пред вас сите, да ви ветам се оно што зборувам и се оно што е запишано во нашата изборна програма. Ќе ни биде малку за 4 години, повеќе ќе сработиме. Верувајте дека Кавадарци ќе се движи како во овие 4 години, ќе работиме напорно секојдневно, често, транспарентно, објективно, отворена општина за граѓаните, отворен граѓанин, транспарентен совет. Сите структури ќе ги запазиме, ќе си работиме работа, само ќе продолжиме во континуитетот кој што го имаме. Ви гарантирам, лично заедно со мојот тим, дека во наредните 4 години ќе сработиме се што кажувме. Пред се, оние проекти кои што ги зборуваме големи за Кавадарци, ќе бидат од големо значење за нашите Кавадарци. Од големо значење за нашите повозрастни луѓе, дечиња. Кавадарци се запишува во историјата, Кавадарци за кратко време ќе се запиши во Скопје, Кавадарци ќе биде и во централна власт. Кавадарци заслужува. Пред да дадам да се обрати господинот Стојан Чарамов, сакам да заблагодарам и на моето семејство за овие 4 години и ќе ме трпат наредните 4 години отсутен на дома.
мојата сопруга, сестра, деца, внуци, мајка, зетовци и цело купното моје обслужување во делото семејство. Меѓутоа, за тоа вие граѓаните ќе ме чувате исто како семејство, а јас се грижам исто како за семејство. Ќе си видиме заеднички сите, 4 години ќе се чувствуваме заеднички. Сакам да заблагодарам на сите оние 15.000 што го дадоа глас. Сакам да заблагодарам и на оние 5.000 што не го дадоа глас. И на оние што има неважички листи. Кавадарци и еднакво кавадарчани ќе бидат здрави и живи, сите ќе живееме заедно. Од тука сакам на против кандидатот господин Горан Тодоров, нема го спомнав името, сега ќе му го спомнам. На господин Горан Тодоров да му укажам една работа, дека не му било времето. Немало среќа. Кавадарчани го препознаат. Али не е крај на светот да заблагодарам на транспарентната кампања и да продолжи со живот од утре натаму заедно со сите сограѓани. Кавадарци е голем град со голема душа, ние сме христијани, знаеме и да простуваме и да се дружиме. Да заблагодарам и на сите советнички листи кои што водат кампања, да заблагодарам на се она што е кавадарци и верувате, прв пат во животот, после 3,5 години сум возбуден како пред 4 години. Ви благодарам уште да сте здрави и живи. Да живее кавадарци, да живее Македонија, кавадарци на прво место. Митко за сите и кавадарци за сите. Ви благодарам. Почитувани сограѓани, добро вечер. Ми представува посебна чест и задоволство што оваа вечер, како што рековме, да се израдуваме заедно, да се израдуваме на делата во изминатите 4 години. Меѓутоа, да бидам искрен према вас, оваа ваша доверба ми влее страв во коски. Народот секогаш е во право. Тој знае многу да дади, меѓутоа знае и многу да казни. Тоа што можам да ви го ветам, како носител на советничката листа на ВМРО-ДПМН, општина Кавадарци, во наредните 4 години ќе биде најтранспарентна општина. Сега сме на 3-то место, ќе одиме уште погоре. Кавадарци ќе биде граѓани за сите од 1 до 101 година и да ви ветиме дека заедно сите со вас сложно ќе го градиме Кавадарци. Нас тоа ни е аманет оставен од генерациите ни зоковите. Оваа вечер да прославиме, а од утре со Господ напред на работа. Благодарам, да сте живи и здрави.
поведе орото. Але председателе! Со ова почитувани иначе се оди од градскиот поштар во Кавадарци, каде што вршите пренос прославата на ВМРО ДПМН, победата која е извојување во општина Кавадарци на локалните избори. Началникот Олјо Стојан часот 11 минути. Со слика и тон бевме на градскиот плоштад во Кавадарци во живо. Видовме прослава на кандидатот на ВМРО ДПМН и актуелен градоначелник на Кавадарци Митко Јанчев. Како што спомнуваат од ова партија, 15.000 наспрема 5.000 од пребројаните гласови или 3:1 во корис на Митко Јанчев. Според овие првични неофицијални резултати, победник во Кавадарци со резултат 3:1 е Митко Јанчев, староновиот градоначелник на Кавадарци. Во меѓувреме добивме податоци за гласањето во Росоман, таму по се изгледа ќе се оди на втор круг. 1142 гласа добил кандидатот на СДСМ Стојанчо Николов, 930 гласа кандидатот на ВМРО ДПМН Тихомир Николов и 310 гласа независниот кандидат Стојанче Лазов. Значи во Росоман во водство е кандидатот на СДСМ со над 200 гласа, колку што можам да видам, или околу 200 гласа, а независниот кандидат има освоено 310. Според овие податоци, ќе се оди во Росоман на втор круг, а во втор круг влегуваат кандидатот на СДСМ како кандидат со поголема предност на добиени резултати во првиот круг и кандидатот на ВМРО ДПМН Тихомир Николов со 930 гласа. Победник во Кавадарци, кажавме, е ВМРО ДПМН и тоа убедлива победа според првичните неофицијални резултати. Меѓутоа, еве во овој момент да ги презентирам и податоците кои што можат да се видат од страната на Државната изборна комисија. Доста споро се обработуваат овие податоци. За сега 1534 гласа за Митко, 6 за Горан Тодоров. Еве го орото на плоштадот, го води председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Зоран Јованчев. До него е Митко Јанчев, актуелниот градоначелник на Кавадарци, победник на овие избори, и доктор Стојанчо Рамов, носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН. Значи, според она што го гледаме од ДИК, Митко Јанчев за обработени од 10 гласачки места, од вкупно 60 во Кавадарци, има освоено 72,43%, а кандидатот на СДСМ и коалицијата Горан Тодоров 466 гласа или 22% од вкупниот број на гласови. Да видиме дали Совет на општини има Bravo!
Дојди. До карта не се доведете. И како? Па зато, цел ден денеска сме на работа. Това ли е начето? Живеет па едно. По машин. А? По машин. Да. Така треба да става мисија да се јави тоа. Молим ли чоди? А? Молим ли чоди? Не, таму ќе се стара на стара музиката. Нешто моја пајка. И гаси го. Во градско обработени податоци, на податоците, анализираат податоци во збор за места.